Не знам дали Бранко појача клима, дали Светиот Дух го прави меѓу нас. Она за што е дојден тука да го прави. Сигурно има и од двете по нешто, така? Али ова силно некако повеќе, не само што се изразува, него повеќе се чувствува. Зашто топлината што Светиот Дух ја дава да ја доживееме не е само чувство на топлина, дека нешто ви е топло, е нешто многу подлабоко. И понекогаш тоа го чувствувате и тоа сака да извика од вас. Така да некогаш, ако нешто сака да извика од вас, нека викне. Слава ти, Исусе, или фала му на Исус за се. Слободно викете. Амин. Слушай, вода ќе направи многу да зборам. Зошто? Освежи се, продолжи уште 10 минути. Пак освежи се, пак уште 10 минути. Но ако ние не збориме, ако ние не пееме, Бог ќе направи случињата тоа да го прават. Јас верувам во тоа, зашто тоа го кажа Исус, семоќниот Бог и единствениот Бог. Кога идев наваму, го слушам Клавиров и викам сега на што да се фокусираме. Клавиров што е премногу во позадина или на проповедта. И кога идев наваму возејќи, само се свртав и наеднаш во очи ми влезе Фокус. Имаше, пишуваше на кола Форд Фокус беше. Не беше Тони и Милена не беа, али беше Форд Фокус. И над Фокусот одма го приметив Ихтус. И викам некој од браќата. Но тоа не беше толку битно, не знам, може би ја продал колата, не знам дали човекот е верник или не внатре, али ми дојде нешто што сакам да го споделам, за да може би треба некој од нас да го слушне се тоа. Кој ќе ни биде фокусот во периодот што престои? Амин. Амин. Ја не сакам ова да го кажам за да звучи секогаш, посебно од тука, некој кога има обавезата и обврската да зборува за Исус, да зборува за Словото, за Логосот. Има врска да каже дека вашиот фокус треба да биде Исус. Но ова го зборувам пророчки врз сите нас. Дека нашиот фокус треба да биде Исус. За секој на што вика, ама чекај, не те разбирам, како да биде фокусот во Исус. Да занемарам се друго? Не е тоа опција. Да биде фокусот во Исус, за да приметиш се друго. Амин. Така да, нека биде фокусот во вашиот живот во Исус, за да може да приметиме детали. Ајнштајн рекол, Алберт Ајнштајн, еден од најголемите научници, рекол, само едно сакам да знам, мислите на Бог, другото се детали. Детали кои исто така Бог ги организира. Детали кои исто така Бог ни ги покажува во нашиот живот. Но кои се мислите на Бог? Што мислите ви? Еремија 29:11, коки? Ајнштајн може требало да чита повеќе Библија. Или да не се фокусира може само на Новиот Завет. Зашто само јас ги знам за мислите. Само Бог ги знае за мислите. Што сум ги смислил за вас, вели Господ, замислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Амин. И деталите ќе ни се откриваат. Ќе ги гледаме и ќе бидеме изненадувани. Добивте ливчиња со наслов на темата и отприлика беше, нели, тоест таа насловот е баш благосостојбата на праведникот. И се мислев дали на верникот, дали на човекот, и се држи место. Се држи место. Но благосостојбата на праведникот, тоа праведникот,
она што го пеевме во последната песна, многу убава песна. Тоа праведникот не те остава со ниски мисли за сам себе. И не те остава со ниски мисли за другиот до тебе. И не те остава со ниски мисли, што е најбитно, за твојот татко, твојот Бог. И затоа реков, нека биде благосостојба на праведникот. Што е благосостојба? Не знам на англиски како или на други јазици, на македонски многу убаво објаснета. Состојба на благодат. Убаво здравие. Мислам ќе разложиме нели уште повеќе ли. Состојба во благодат, на благодат. Знаете што значи тоа? Дека ќе бидеш во таква состојба кога не си заслужил. Ќе бидеш во таква состојба и кога не си заслужил. Што е од нас? Да го препознаеме и уште едно битно, да го одржаваме. Повикани сме да ја одржаваме благосостојбата наша. Благосостојбата на влезот во нашата зграда. Комшилукот во нашата куќа. Благосостојбата на нашето семејство, на нашите пријатели. И на оние што се нарекуваат непријатели, зашто ние не ги нарекуваме. Немаме опција. Ќе видите, Библијата кажува за да ги одвои работите. Но Исус не поучува. Сакај ги. А ако ги сакаш, не можеш да ги нарекуваш истиот збор. Непријатели. Се согласуваме со ова? Добро. Нешто што се издвои додека размислував не за проповедта, за периодот што престои, беше просперитет. Ама вака, нерелигиозен просперитет. Зошто викам религиозен? Знаете колку пораки ќе добиете да имате благословена, просперитетна, не викам дека сите се религиозни, да не се лажеме, него кога размислував, ми дојде просперитет зборот во полнота. И јас верувам дека периодов во мојот живот прво, но и во животот меѓу вас, во животот на тие што ги познавате, дури во Македонија, сигурно политиката е ваква таква, дури и во Македонија, гледано од Божји очи, а ќе го приметиме ние. Јас верувам на година или на период. Знаете како? Ние ги делиме некојаш годините. Ама ајде се ќавајте се на мемориите или на работите што сте ги правеле. Никогаш не ги делите на години. Таа и таа година многу ретко, така и така. Ама настаните ви остануваат, така? Така да не мора ние од 31 па натаму. И после тоа сме закасниле зашто не сме го фатиле возот на 31. Не. Господ, нашиот Бог не е таков. Ми текнува за втората шанса? Нема втори шанси. Ако некој викаше, ја ќе правам вака така, сигурен сум Бог е добар, ќе добијам втора шанса. Не постои втора шанса. Зошто? Постои еден живот во Господ, каде што ние живееме. Паѓаме ли, растеме ли, се храбриме ли, правиме глупости ли, ние живееме, а не искористуваме шанси. Фудбалерите, посебно нападјачите, искористуваат шанси. Пред некое 2-3 недели се молевме со тимот на служители и додека се молеа ми дојде една убава слика на... Ја многу пратам фудбал. Сега не толку. Пратам, сакам да знам што се случува. Можам да кажам дори знам се што се случува во појаките лиги и во Лига на шампиони. Али порано пратев многу повеќе. Да не зборам за средно, ги знаев сите фудбалери и за сите фудбалери пишував: овој има петка во игра со глава. Овој има седмица во шут со лева нога. Значи буквално се. И знаете, тренерите што ги поучуваат, секогаш кога нападјачите ќе нема да постигнуваат голови. Онака, има криза во играта и нападјачот не дава голови, од него тоа се очекува. Грубо кажано, он пари зима за тоа. И му вика: релаксирај се.
головите ќе дојдат сами по себе. Во релаксирање не значи немој да тренираш. Најверојатно значи и повеќе да тренираш, но релаксирај се. Не размислувај секогаш, не ги буткај работите секогаш. Головите ќе дојдат. И ја верувам дека ние треба да се релаксираме. Во работите што ги правиме, но и во работите што не ги правиме. Релаксирајте се. Работите ќе дојдат. Како? Ја можам да ви кажам мојот начин како. Али дознајте и вие самите како. Светиот Дух на сите до еден, од еден до последен, може да ви открие како. Амин. И така да јас верувам во просперитет, а верувам дека сите верувате во просперитет. Верувам дека сите веруваат во просперитет. Не ова просторија. Сите луѓе и што силно се противат на зборот просперитет, ако не веруваат, го сакаат просперитетот. Може би дефиницијата во животот погрешна е понекогаш за просперитет, па затоа или ствараме одбојност, или толку многу го сакаме и го зграбуваме. Но сите сакаме да ни напредува, да напредуваме во се, како што ни напредува и нашата душа. Кој беше тој стих? 3 Јован 1:2. Многу лесен за памтење. 3:1:2. Ќе го прочитаме ли изворно да видиме? Ајде, ако нашол некој пред мене, слободно нека чита. Ќе имам интеракција ќе. Али не, ја замислив оваа служба денеска и мислам дека така ќе се одвива. Дури не планирано во контекст на некои работи што ќе се случат до крај, али верувам дека ќе биде интеракција, ќе биде нешто што сите заедно ќе го направиме. Нема само ја да ви зборам и да ме слушате, и ако ви свиѓа да, ако ви свиѓа не, него наставно ќе прокламираме заедно, ќе се молиме заедно, ќе благословуваме заедно. Зашто за тоа сме повикани. Заедно сме посилни. Го најде? Мил мој, се молам да напредуваш во се и во добро здравје, како што напредува и твојата душа. Да напредуваш во се и во добро здравје. Ова е одличен пример за македонци и стих за балканци посебно. Му викам вчера на еден човек, имаме едно убаво патување. Имаме просперитетно патување. Го кажувам тоа зашто ќе видиме, има нешто поврзано со просперитетот и со патувањата. И му викам на еден мој многу близок и многу драг пријател, кум, се и се што. Да. Али многу си го сакам човекот. Требаше да дојде, не го гледам меѓу столиците, може надвор се опушта да влезе полека. Слуша, после ова ќе влезе сигурно кој е надвор. И му викам, дојди утре, ќе се молиме, ќе благословуваме, ќе прокламираме и ќе влеземе силно во новата година, во периодот. И вика, само здравје, ќе дојдам. Само здравје. Да. Еве, мил мој, се молам да напредуваш во се и во добро здравје, како што напредува и твојата душа. Овој стих покажува дека нашата душа постојано напредува. Посебно ние што слушаме вакво слово на охрабрување, нашата душа постојано напредува. И она сака, и она да напредуваме во се, во добро здравие телесно, душевно, да напредуваме во финансии, да напредуваме во добрососедски односи и као поединци државата. Да напредуваме во се. Се подразбира се. А цело е кога има се. Зборот просперитет. На англиски е тука просперитет. Да напредуваш е prosperity. Проспер. Учам англиски сега нешто и така да се занесувам малце. Со англискиот. Не, друга е поентата. Грчкиот
што е побитен и што е исто така убав збор, е еудоходос. Да. И е составен од два збора. Еудо, што значи добро, и ходос, што значи патување на одреден пат. И знаете таму што пишува? Но на вистински пат. Просперитет. Сигурно сите христијани, или сите што сте станале христијани, на почетокот се слушнале, види, христијанството не е досадно. Тоа е патување. Тоа ви е авантура во Господ, со Господ. Еве го. Значи, како е христијанството? Просперитетно христијанство. Патување, добро патување. Кога ќе ми текне на патување, тука е зборот у Петровен journey, така вики? Journey, што го подразбирам повеќе од само патување, него буквално патување со авантура, секогаш ме потсеќа на филмот Хобити. Па дури на првиот дел од Lord of the Rings. Тајму ми оди. И видите, хобити се проживеа луѓе. Тоест не се тие луѓе, хобити се. Абе, Фродо се проживеа. Али целта се оствари. Такво и нашето одење во христијанството. Ќе преживееме секакви работи. Но нема да не уплашат во нашето срце. Зашто Бог е со нас. Али секогаш по вистинскиот пат. Секогаш по јасната цел што имаме пред нас. Така да, еудоходос е да имаш просперитетно патување, авантура. Ајде да видиме што сум пишал тука, нешто изворно од мене. Сите библиски, сите светски, сите теолошки, гледате, сум разграничен, него сум пишал сите библиски и сите теолошки. Да, ама има разлика. Има разлика, луѓе. Има. Светиот Дух не заглавува во теологија. Веруваме во? Не заглавува или може да ни објасни добра теологија, вистинита теологија. Но рамка да постави од самиот себе и во неа да не стави нас, ја не верувам во такво нешто. Првото моје откровение, или мислам дека првото, може би сум имал и пред тоа, сигурно сум имал се, ама првото што ја го разбрав дека ова откровение беше не го ставај Бог во рамка. И не знам, му кажав на некој човек, не го ставај Бог во рамка. И знаете зашто беше работата? Не викаше човекот Бог е таков или ваков. Он викаше, јас сум таков, јас сум ваков, така ќе останам, нема да се променам, ова е вистината. И ја му реков, не го ставај Бог и самиот себе во рамка. И затоа сум ги одвил тие. Како главни или клучни, значи, рековме, сите библиски, сите светски, сите теолошки објаснувања за зборот просперитет. Зборот просперитет, ајде пак нема да довршиме чинта. Ќе дојде време. Зборот просперитет најповеќе се користи, нели, по книгите и како околу 19-тиот почнува, па нели во 20-тиот век и многу го прифаќаат со широки градиш, со широки раце, некои силно се противат, понекогаш имаат зошто. Ако читате историја ќе видите дека да, има зошто. Има зошто и сега да се противиме. Ако видиме дека се проповеда, не знам, како да ги одделам, земен или просперитет со човечка мудрост, иако може да функционира, но не на долги стази. Ќе видите, додека пишував, додека зборував, Данче ми пишуваше, додека зборував и на Данче викам, пиши дека, ајде прво ќе го кажеме, ајде да одиме поред. Значи, клучни им се, или ги зимаат како клучни мирот и радоста. Дефиниција за просперитет, ако можам јас да ја издефинирам, е состојба на процут. Состојба на процут. Ви текнува
Николче што му е желбата на неговото срце? Да цвета црквата. Состојба, значи Николче што му било желбата? Црквава да просперира. Да ја види во состојба на процут. Просперитет е состојба на процут. Каде што сите духовни благослови ќе ги видиме тука и сега во твојот живот и во мојот живот. Просперитет, добро е? Каде што мирот и радоста се неизоставен дел, него клучен дел. Не може просперитет без мир. И Данче ми вика, зошто не може? Викам, не, дослушај ме. Или викам, може, ама нема долго да трае и тоа, истото, ќе ти се сврти на твој грб. Го разбирам ова? Можно е да грабаме овдека, да грабаме ондека, да грабаме сегде, да бидеме просперитетни, да напредуваме со луѓе, запознавање со се, но да не дозволиме мирот и радоста со која што тргнавме да го правиме тоа, по пат негде да ја изгубиме. И да останеме само просперитетни, но не радосни. Просперитетни, но без мирот. Луѓе. Ми се јава Вики, ми вика, Иле, ќе викнам некој да благослови. Викам, Вики, ја не сум ти кажал, Вики ќе потврди, не сум ти кажал, викам, ама ја викнав некој да благослови. Што значи да викам? Единство во духот најверојатно. Или ни се погодија работиве. Да. Така да ја ќе викнам. Сега имам планирано кого да викнам и еден непланирано. И знаете како се насмеав малку. Викам, ја мојата жена да ја натерам да каже нешто или било што, не знам, ми треба 2, 3, 5 години. Светиот Дух нешто и каже и ми вика, сакам да кажам нешто додека збориш. И види, викам, Светиот Дух, али така треба. Така треба. Може? Ајде да наплаву за Каприн, ајде. Значи, стварно не беше ова во план. А и додека славевме, Бог ми даде неколку зборови. Првата песна додека пеевме. И викам, добро, Господе, зашто ми ги даваш? Зашто ми ја даваш оваа реченица? И ми направи многу голем притисок. Имав сигурно тахикардија 100. И размислува во себе и Бог ми вика, ова ќе биде порака за целата црква. Нели, јас викам, Господе, зошто баш сега, нели, да не пред Нова година или како што кажа, или да не е нешто, пошто ја верувам дека имаме сезони. И Бог ми кажа, знаете, зборуваме со Бог кога нешто ни кажува Светиот Дух, слушаме и имаме разговор. И викам, Господе, ова не знам дали го кажуваш ти или јас само нешто измислувам во моментот. Но Бог стварно има голем притисок да го кажам и му реков во моментот, нели, сакам нешто да кажам. Бог ми рече дека ова е сезона каде што црквата, луѓето во црквата, Бог ќе навади од нашата удобност. И ја викам, како тоа ќе навадиш од нашата удобност? И ми вика Бог, дали нешто ќе правиме што не сакаме? Не. Бог напротив ми вика дека ќе правиме работи каде што ние сме немале ни замисла дека ќе правиме. Каде што Бог вика немој да го ограничувате. Ја викам, Господе, како така? Ако не си одел да се молиш за болни, ќе се молите. А ако ви било срам нешто да кажете, Бог ми каже дека ќе кажуваме. Ја верувам дека Бог дава работи во нас кои што ние ги правиме преку вера, за ширење на Божјото царство и за ширење на оваа црква, како што пеевме во првата песна, дека Бог спреми домови. Ја верувам дека Бог спреми многу домови и многу столчиња за оваа црква. Така да, тоа беше. Фала многу. Силно. Јас ќе го зграбам ова во моето срце. Така се прават работите, зграбете ги ви.
Следе кој ни е на репертоар? Еве, женско почна. Ајде, продолжуваме со женско. Ајде излезете сите што планирате нешто да кажете. Ја не ги ограничив луѓето, Исус не ограничува, последно не децата. Да, не поучува, но не ограничува. Има таму. И знам, понекогаш не е лесно. Не е лесно само да се помисли дека ќе треба нешто напред да кажам, ама па не е ни толку тешко, а посебно не е тешко кога сакаш нешто да благословиш, а не нешто ти да се покажуваш или не знам што. Така да, бидете сигурни во себе, Господ ви верува, кажете си тоа што имате да кажете. Како рековме, да ги знаеме мислите, деталите се меѓу нас, ќе ги согледуваме. Ајде. Да, кој Иле ни кажа на нас тинеџерите дали сакате да не споделите, јас веднаш на Светиот Дух си го прашав и мислам дека оди заедно со тоа данче, мене одма ми дојде збор креативност, дека ова година, мислам тоа веќе и го работи врз нас, ама Светиот Дух ќе ни даде голема креативност. Не само креативност за уметност или туку креативност како да ги решаваме проблемите, како да стасаме до просперитетот што Иле го зборуваше, како да ги допреме луѓето, креативност во организацијата на црквата, ама за да исто така тоа што Данче го кажа, за да може да стапеме во таа креативност, мора да излеземе од удобноста, од комфортната зона. Тоа. Добро вечер, небесни жители, љубители на нашиот татко. Кога Иле ми кажа дали во недела сакаш да кажеш нешто за новата година, и денес ме прашаа дали си спремна нешто да збориш. Викам, Светиот Дух е во мене, ќе ме инспирира. Не знам ја зашто ќе зборувам. Денес слушав славење и го прашав Светиот Дух да ми открие нешто. Викам, Свети Душе, кажи ми нешто за новата година. И он ми открие не само за оваа година. Сега ќе ви кажам вака, видов слика. Ја видов нашата црква и видов околу неа како еден голем круг, како полукруг. Нека сме заштитени со дали тоа беше Божјото присуство во нашата црква. И видов како Божјото царство е над нас и ја видов Божјата рака. Како Бог со неговата рака испушта цвеќиња кои беа во лилјакова боја. И јас сега се прашувам што треба да значи ова, Свети Душе, што треба да значат овие лилјакови цвеќиња, баш лилјакови. И размислам и отидов на Google и пишав бојата лилјакова што значи. И да, пишува како жители на кралство. Ние сме жители на Божјото кралство. И чекај, само заборав, запишав и што све друго значи, се извинувам. Да. Кралско семејство, богатство, амбиции, креативност, мудрост, посветеност, мир. И верувам дека се тоа Бог го спремил за нас во следнава година. И не само за оваа година. И после тоа, во истата слика што видов не само 2019, ги видов сите години вака наредени, години на просперитет, во кој што Господ ќе ја гради оваа црква. Сите години. И вела мамина, тој го прокламирам тоа врз оваа црква. Во името на Исус. Амен. Здраво на сите. Колку е добар Бог, колку е прекрасен стварно. Ете сведоштво. Стварно, Бог е прекрасен и ништо што се случува не е случајно, стварно, ништо. И ова што денес мене ми се случи не беше случајно. Требаше само да кажам за во новата година или што да побарам од Светиот Дух да ми даде нешто за новата година. Но ова што денес ми се случи стварно не е случајно и додека седа се вале дома, слушав славење и ја слушав песната, првата песна што беше денес. Да, дете на Бог. Како почнуваш? Ако Исус... Да, ако Исус ослободи, ако Синот ослободи, вистина сме слободни. Сакав некого да охрабрам со тоа. И првото нешто што беше таа песна денес овдека.
Стварно, Светиот Дух е прекрасно и ете на каков начин зборува Светиот Дух. И сакав да охрабрам сите и верувам дека сигурно некој ќе охрабрам оваа вечер. Ако Синот ослободи, тогаш навистина сме слободни, а Исус не ослободи нас. Тогаш чувствувајте се сите слободни. Бог е прекрасен. А она што го верувам во новата година е не само што тоа што оваа црква ќе биде полна со просперитет и успех, туку верувам дека многу луѓе ќе дојдат во оваа црква, многу нови луѓе, зашто луѓето надвор ги гледаат разликите. Го сакаат да вкусат од оно што ние вкусивме. Ќе гледаат што е она. Така да бидете благословени. Може да се помолам за крај. Господе, фала ти за оваа вечер, фала ти што дојдовме овдека за тебе, Боже мој, да ти дадеме слава и фала ти, Господе, фала ти што ти зборуваш Свети Душе преку нас и фала ти што ова што се случи вечерва не беше случајно. Фала ти што луѓето се охрабруваат преку ова, Господе. Фала ти што твојата љубов нема крај, Господи, и се искажува преку нас, Господи. И луѓето надвор го гледаат тоа, Господи. И ќе тропнат на истата врата што тропнавме ние, Господе мој. Фала ти поради тоа, Господи. Благословен си, Господи Исусе. Благословен си, Господи. Амин. Ели, видете, Ели, знаете како? Да ви каже некој за здрава исхрана и кој ќе го видите стварно слаб, свеж, убав, и му верувате. Кој ќе каже некој за небесни кралеви, кој ќе видите вака во лила блуза и му верувате. Знаете дека и он верува во истото. Браво. Браво. Ми иде да запеам. Мојата. Вау. Ако Синот не ослободи, вистина сме слободни. Јас сум дете на Бог, да јас сум. Ај, понатаму како беше? Дому свој тагни, што за мене приготви. Јас сум дете на Бог, да јас сум. Браво. Благосостојбата не ја заслужуваш, но ја препознаваш и од тебе зависи колку ќе ја одржуваш. Најди го Псалм 37:4 кој. Што рековме, кои се клучни работи? Радоста и мирот во просперитетот, така? Сета радост. Тогаш ако е радоста клучна, тогаш нека сета радост ни биде во Господ и Тој ќе ти даде што ќе посака срцето твое. Нека сета радост почива врз зборот кажан од Бог. И Бог ќе ти даде се што ќе посака срцето твое. Луѓе, кога си во Божјата радост, точно знаеш да разликуваш што сака срцето твое, што е од Бог. Радоста во Бог значи да се радуваш на животот, сум пишал. Јасно и едноставно. Понекогаш сакаме некоја тешка може филозофија да направиме и понекогаш, знаете, кога ги усложнуваме работите, ги усложнуваме со цел да не ги видиме ниту ние, ниту другите, него само да ни помине муабетот. А некогаш е толку едноставно. Радоста во Господ е да се радуваш на животот. Да се радуваш на животот, тоа значи дека го познаваш Бог. Значи, ако е радоста да го познаваме животот, тогаш да се радуваме на животот, значи го познаваме самиот Бог. Сум пишал, без разлика на околностите. Без разлика што сите
Тоест повеќето кажаме, се извинувам, дека оваа година немала некоја празнична атмосфера надвор. Дека повеќето најверојатно нешто дома не можело да се излезе до ваму и до таму да се прославили без разлика на се луѓе. Без разлика на се. Радоста не дефинира нас, а не околностите. Радоста не дефинира нас, а не околностите. Мислам, човек сум, луѓе сме, ги доживуваме нештата. Ги разбираме нештата. Но нема да дозволиме радоста да ни биде одземена. Радоста не ни може да биде одземена, од небото доаѓа. Да не подзабораваме ние на неа. Најдео колки создавање 39:26. Сите што излегоа кажаа нешто, а тоа е дека ќе бидеме добар, мирен и смевеќи и пријатен мирис и вкус на луѓето до нас, на луѓето околу нас. И еве неколку, уствари, како нас не употребува Бог и како ние, преку тој просперитет што го познаваме во нас, преку тоа што познаваме дека Бог не води, како ќе делуваме кај луѓето. Знаете, и она што го спомнав со понекогаш околностите, како за кутриот Јосиф, биле крајно депримирачки. Човекот го продале, го фрлиле, го предале, уште што се не му направиле и оди на тотално непознат, од непознато потекло, можеби, иако пишува дека е египтјанец, на човек да му служи таму, нели, го купил човекот, најда прочитаме, вика, и Господ беше со Јосиф, та затоа беше среќен, затоа беше човекот радосен. За почеток, повеќе од доволно. И живееше во куќата од господарот свој, египтјанецот. И господарот него виде дека е Господ со него и дека се што работеше тој, Господ правеше да успева во рацете негови. И Јосиф се здоби со милост кај него и му служеше. Тој го постави на целиот свој дом и се што имаше го предаде во рацете негови. Го препознава и сега почнува и авторитет да му дава. Човек со непознато потекло, продаден за роб. А кога го постави на домот свој и на се што имаше, оттогаш Господ го благослови домот на египтјанецот заради Јосиф. И благословот Господов беше над се. Што имаше во домот? Што го свети ова на свој и во полето. И стави во Јосифовите раце се што имаше и не се грижеше веќе за другото, освен за лебот што го јадеше. А Јосиф беше со стројна става и со убаво лице. Ова беше многу битно. Ова последново на цел стих е многу битно, да. Па Исус не беше таков. Не пишува за Исус дека баш беше таков. Али како црква и како поединци, вака делуваме во луѓето. А ако не делуваме, вака ќе треба да почнеме да делуваме на луѓето. Амин. Исаија 41:10. Кога ги праќав на колку стихови, вика, сигурно 40 минути ти. Ојде. Исаија 41:10. Затоа не плаши се од околностите, зашто јас сум со тебе. Не вознемерувај се, зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепнам и ќе ти помогнам. Ќе те поддржам со мојата победоносна десница. Ми дојде слика, тај сум вие татко, и не се плашиш, зашто ќе дојде таткото со неговата десница. Така да не плаши се, бидете сигурни во десницата на вашиот татко. Амин. Филипијани 4:6. Таму што викаше па? Овдека да не се плашиме, таму да не се грижиме. Кој од вас, грижејќи се, порасна сантим? Никој. Никој.
знаете колку работи можеме да направиме грижејќи што се случиле? Многу. Не сакам да ги брам. Не сакам да ги изустувам. За ништо не грижете се, туку во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања. Имајте слобода да имате своји барања. И преку молитва, но и преку благодарност да ги искажувате пред вашиот татко, кој знае он напред и сака да ве слушне. Знаете, не одвоиво е да зборуваме за просперитет, а да не зборуваме за финансии. Ја дори сигурно кога спомнаме просперитет, обавезно еден дел таа си ја личката за финансии ни чукна. Така е, луѓе. Така е, и додека спремав, цело време светаше. Си ја личката за финансии. Си ја личката за финансиски благослов. Што зазима голем дел од се што правиме. Така? Само што не дефинира истото какви сме. Или може да не дефинира, ќе видиме и понатаму. Како би не дефинирало финансиите? Што мислите? Преку држливоста? Ја верувам дека преку држливоста може да те дефинира, да, тој човек има и дава. Но ајде да не се ставаме во ситуација секогаш. Ќе го најдеме и стихот. Сум слушал многу луѓе. И ако ќе имам, ја мислам дека ќе давам највеќе. Не само што сум слушал, јас сум видел истото како не функционира. Јас сум видел истото како функционира. А Исус тоа го предвидел. Најди ги Лука 6:38 и одма Лука 6. Многу убав стих. Многу убав стих. Значи, некако секогаш ми одзвонува во мозоков. Ќе рече во малиот мој мозок не е мал. Не може така. Давајте и ќе ви се даде мера, добра, набиена, натресена и преполна ќе ви дадат в пазуви. На друго место ќе ви стават во скутот. И ќе треба кој ќе станете? Да. Зашто со каква мера мерите, со таква ќе ви се мери. Знаете како? Видете што пишува. Ќе ви се даде мерка добра, набиена. Ова ни дава за склонност, или ако има подобар збор, кажете го, за право да мериме со ваква мера. И тогаш доле нема да биде баш стихов заплашувачки. Него, еве ви добра мера, дајте луѓе со таа мера да мериме. Ќе ви кажам еден пример од мојот живот што ни се случи неодамна. Можам да ви кажам многу примери за дарежливост. Зашто ние учиме во истото ја и Данче и како црква знаете дека во истото и како учиме, се храбриме, растеме и уште што не. И сонуваше Данче нешто интересно, спомнав ја и тоа се збидна. Многу работи големи се збиднале од сон. Така да и ова, за нас беше многу голема работа. Сонуваше Данче дека треба да ја даеме колата, пунтото. Го памтите? Не помина месец дена го дадовме. Безно. Знаете, понекогаш е добро многу да не размислувате. Да не оставите период на транзиција на вашиот мозок, каде што од она што сте го верувале, ќе почнете да го расудувате и на крај ќе испадне дека правилно, ако расудиш, подобро е да не се даде. Некако така мозокот секогаш расудува. И верувајте, пунтото кое што уште го исплаќавме, го дадовме на луѓе. Знаете како? Сај ќе ви кажам нешто. И да имате замисла дека, може некој нешто ќе ни ова, било што да е, не може да ве подбутне во чекор, во таков чекор, ако стварно не сте сигурни дека тој Господ има добри мисли за вас. Знаете тоа што значи? Дека ако не ви вратат ништо, месец, 2 година, 10 години,
вие ќе продолжите да му верувате. Зошто? Зашто верувате сигурно дека тоа е ваша исправна одлука и е само ваша. Ако сте сами. Ако сте двајца, немојте да биде само ваша. Посебно ако му текне на мажот, обавезно да ја прашате жената. Како рековме? Левата да не знае од десната. Ама жената мора да знае се. Левата може да не знае, али жената се. И верувајте, луѓе, дадовме кола со 2 врати, добивме со 4. Дадовме кола со 4 седишта, добивме со 6. Да. И тоа е само еден пример од тоа дека навистина Бог е верен и дека дарежливоста се исплаќа. Амин. Навистина се исплаќа. Така да сум пишал тука голем дел од напредокот во нашиот живот, оно што го рековме, да напредуваме во се, зазема и делот со финансиите. Убаво сум пишал тука. Последицата што некој просперирал во тој, извинете, Данче пишувал. Последицата што некој просперирал во тој дел, во делот на финансиите, е причината што тој бил дарежлив. За последицата има и причина. Така? Последицата што сте просперирале е дека сте биле дарежливи. Амин. Дури дарежливост, сум пишал, во секоја форма може да биде причина ние финансиски да просперираме. Дарежливост во секој вид на форма. Дарежливоста нема граници и не можете да ја фатите ни со теологија. Зашто Божјото срце не е теологија, а тоа е дарежливо. Божјото срце е дарежливо, не теологија. Амин. А Божјото срце е дарежливо. Најди го Лука 16:10 го најдоме? И еве го она што го спомнав. Јас кога ќе и ќе. Но верниот во малку и е во многу верен. А несправедливиот и во многу и во малку е несправедлив. Па така, ако во неправедното богатство не бевте верни, кој ќе ви го довери вистинското? Таргетот е верниот во малку и во многу е верен. Знаете што значи ова? Да се научиме да бидеме благодарни, верни и дарежливи во малку. Тоа малку секогаш е како ние ги разбираме работите. Колкаво е нештото. Не мора да значи дека тоа малку, вие што мислите е навистина малку, или дека нештото што ќе, еве да кажем, го подарите или не знам, а е малку, дека на другиот е исто малку. Некогаш да подарите прегратка, на некого живот значи. Амин. Имам уште еден стих, нема да го бараме. Како викаше Јован? Или, мислам дека Исус во Јован, во малку бевте верни, ќе ве поставам на многу. Во малку бевте верни, видете, не вика малку бевте верни. Малку сум верен, не, во малку бевте целосно верни, со цело срце и се што поседуваш. Беше во малку верен и Бог ќе те постави на многу. Амин. Изреки 16:3, полека ќе привршуваме. И тука ќе сакам да предаваме работи. Предај ги делата своји на Господ и твоите намери ќе се исполнат. Се ова што зборевме, да му предадеме на нашиот Господ. Се она што сте во животот,
Ајде да го предадеме на нашиот Господ. Може и јас да кажувам, а вие да повторувате по мене. Да едноставно му ги предаваме работите. Кој во себе, кој на глас, ако сака некој нека вика, али да му предаваме работи. Така да, тато, јас ти предавам, вака, ќе кажу ти го предавам мојот живот, за тој што го нема предадено, а за тој што го предавал, веќе ти го предадов. Така да, тато, јас ти го предавам мојот живот, јас ти предавам моите финансии, ти ги предавам сите дела, без разлика на дали се телесни или од тебе потикнати. Ти предавам секој еден што е до мене, мојата фамилија ти ја предавам, ти предавам моите пријатели, ти ги предавам желбите на моето срце. Зашто знам дека тоа што си намерил со мене, ајде ова сите да слушнеме, зашто знам дека тоа што си намерил со мене, ти ќе го исполниш. Амин. Кај ми е Стариот Завет? За на крај сакам да ве благословам и да ја благословам, нели, и наредната година или период или како сакате кажете. Не мора да повторувате, убаво е само да слушате, но во себе или во срцето прокламирајте си ветувања за благослов. Амин. Ако го слушаш гласот на Господ, твојот Бог, ги пазиш и ги извршуваш сите негови заповеди, што денес ти ги заповедам, тогаш Господ, твојот Бог, ќе те постави погоре од сите народи на земјава. И ќе се пренесат на тебе сите овие благослови и ќе се исполнат ако го слушаш гласот на Господа, твојот Бог. Благословен ќе бидеш во градот и благословен во полето. Благословен ќе биде плодот на твојата утроба и плодот на земјата твоја и плодот на добитокот твој и плодот на воловите твои и плодот на овците твои. Благословени, ја читам овци и таму се, но вие кажувајте си ги фирмите, кажувајте си ги позициите. Благословен ќе бидеш кога влегуваш и благословен кога излегуваш. Амин. Господ ќе ги порази пред тебе непријателите твои кои се креваат против тебе. Секоја ситуација што има тенденција да се нарекува твој пријател, Господ ја поразува во твојот живот. По еден пат ќе навлезат тие против тебе, а по 7 патишта ќе избегаат од пред тебе. Господ ќе ти ги испрати благослови на твоите житници и на секоја работа на твоите раце. Ќе бидат благословени твоите раце. Господ ќе ги испрати благословите на твоите житници и на секоја работа на твоите раце и на земјата која Господ твојот Бог ти ја дава. Господ ќе ги испрати благослови на твоите, Господ ќе те постави за свој свет народ. Се препознавате овдека? Веќе поставени, зацврснати како негов народ? Како што ти се беше заколнал на тебе, а ги извршуваш заповедите на Господ твојот Бог и одиш по патиштата негови. И тогаш ќе видат сите народи на земјата дека името на Господ ти е дадено на тебе и ќе се
уплашат од тебе. И Господ ќе ти даде изобилство во сите блага, во плодот на твојата утроба. Ова е дупло некако. Во плодот на добитокот твој и во плодот на нивите твои на земјата, за која Господ им се беше заколнал на твоите предци дека ќе ти ја даде. И Господ ќе ти го отвори доброто свое сокровиште небото, за да дава тоа на време дожд на земјата и да те благословува во сите работи на рацете твои. И ќе им дадеш на заем на многу народи, а ти самиот ќе нема да зимаш заем. Господ ќе те направи глава, а не опашка. И да бидеш само на високо, а не на ниско. Ако ги пазиш заповедите на Господ твојот Бог, што ти ги заповедам денес, да ги почитуваш и исполнуваш. И ако не отстапуваш од своите зборови, што ти ги заповедам денес, ни надесно, ни налево, и ако не тргнеш по другите богови, за да им служиш. Знаете, овдека во овие заповеди што Господ тука, што писателот ги кажува, нема никакво лошо. Ние сме повикани да го следиме Господ. Повикани сме да го следиме Неговиот збор. Поинаку би се збуниле. Ја ве благословувам. Уживајте во радоста пред вас. Уживајте во убавите моменти меѓу вас. Охрабрете се што прави вашиот Господ, да го кажувате, да го споделувате. Зошто? Зашто со вашето сведоштво, без разлика вие колку и да мислите дали е големо и мало, го победуваме лукавиот. И делата на лукавиот ги кршиме. Благослов. Бики.